Еве во новите минути предвидени за оброкот на денот. Во кујната секојдневно се обидуваме да донесеме нови интересни гости, да понудиме нови интересни рецепти или можеби некои варијанти на оброци кои што веќе сте ги правеле, овој пат да бидат во малку поинаква варијанта. Денеска нашиот соговорник или гостин во кујната ни е Дино Николич, кој е здравствен тренер. Меѓу другото, утринава тоа и го напоменав, многумина го асоциацијата за Дино е кето исхрана, така што веројатно и многу од луѓето те препознаваат по тој начин на живење и функционирање. Дино, добро утро, добре ни дојде. Добро најдов, добро утро. Да, еве велиш се согласуваш дека синонимот за тебе е кето исхрана. Од кога ти премина на таквиот начин на исхрана? Па веќе 7-8 години, 8 скоро. Што беше пресудно за да се случи таков пресврт можеби во твојот начин на живење? Пресудно беше сознанието како функционира самата кетогена исхрана, односно самата кетоза во организмот. Јас ги проучувам тие работи, тоа го учам, тоа го работам и кога увидов, кога сватив што тоа значи и што дава за организмот, што дава за умот, за концентрацијата, за фокусот, реков логичен избор е да го направам, да видам така. И кога видов реално нема враќање, нема потреба да се вратам во нешто друго, тоа ми е перфект. Така. Ајде за гледачите, за оние кои што првпат можеби или не верувам дека се поприсутен е овој израз кето исхрана или кето начин на хранење, на исхранување, на живење, и се поприсутен во секојдневието, меѓутоа можеби нема некој што не слушнал, но има многу луѓе кои што се уште не ја разбираат суштината на кето исхраната. Спомена ти кетоза. Што тоа значи и што се случува на човековото тело? Претпоставам дека првите денови веројатно е шок за организмот затоа што од еден начин на живење и функционирање преминува во сосема нешто друго. Но што во принцип му се случува на човековото тело кога ќе биде на кето исхрана? Што е кетоза? Да. Супер прашање. Кетоза всушност, поправилно кажано, нутритивна кетоза, бидејќи ја предизвикуваме преку исхраната. Значи тоа е состојба во која организмот почнува својата енергија за своите потреби енергетски да ја создава преку мастите од исхраната што ги носуваме. Иначе кај стандардната исхрана, кај секој просечен човек кој што се храни како и сите, неговата енергија тој ја добива од јаглехидратите во главно. Значи тоа е ориз, компир, леп, благо, шеќер и така натаму. Значи телото ги согорува шеќерите, ги согорува јаглехидратите и создава енергија. Меѓутоа тоа го прави во зависност од тоа како јадеме и колку јадеме. Обично луѓето внесуваат преголеми количини јаглехидрати во текот на еден ден, во текот на еден оброк. Тоа создава висок шеќер во организмот и ги менува процесите на тој начин што фактички ти ја одзема енергијата. И луѓето доаѓаат во состојба каде што си почнал на работа 8:30, доручкуваш у 9:30 главата ти паѓа, веќе заспиваш и не знаеш зашто, викаш чекај кафе. И јадев, а немам енергија, така? Да. И цел ден се мачиме. Во суштина, кетоза е состојба во која организмот работи на масти, односно на кетони. Тоа се супстанции што се произведуваат во организмот како резултат од согорување масти. И тие се користат како енергија. Меѓутоа, тие настануваат само кога нема висока количина на внес на шеќери, односно јаглехидрати. Значи треба телото воопшто да не му се внесуваат јаглехидрати во телото, за да може да проработат овие кетони? Не е воопшто, значи не е на нула. Иако и на нула кога би било, тоа би се случило. Впрочем, постењето, сигурно сте чули за терминот автофагија, што на листо е многу популарен и многу го практикуваат. Автофагија не се длабока автофагија, онаа што ја сакаме да ја постигнеме, не се случува во отсуство на кетоза. Таа функционира врз основа на кетоза. Ако сега јас и вие не јадеме 2 дена, после некое време, веќе вториот ден, можеби при крајот почнувате да влегувате во кетоза. Автоматски организмот влегува во кетоза, затоа што нема прилив на јаглехидрати и телото почнува да се врти кон мастите и нив да ги користи како енергија. И ги троши нашите сопствени масти. И оние од исхраната доколку јадеме. Какво е твоето искуство со клиенти, затоа што велиш работиш со многу луѓе кои што одлучуваат ова да им биде начинот на исхрана. Веројатно можеби стартот е тежок, ама понатака функционирањето е многу поедноставно. Така е, навидом личи како тежок, меѓутоа кога имаш прецизни чекори, кога го имаме сето тоа знаење, кога знаеш што управиш, веројатно кога имаш некој што те води. Да. Многу е полесно. Може да има период на адаптација. Значи, например, кај некои луѓе може да не се појават никакви симптоми, кај некои луѓе може да се појават малце разразливост, умор, флуктуации во енергијата, меѓутоа тие траат неколку дена и се минливи.
Ако се прави секако што треба, тие може да бидат скроз минимални. Ако се прават грешки, тогаш тој период на адаптација може да трае долго. И трае недела, дена, 2, 3, и луѓе викаат не можам ја кето, не е за мене. Тешко ми е, немам енергија и така натаму. А сериозно има ли луѓе за кои што не е кето намената исхраната? Да речам луѓе кои што имаат некакви можеби здравствени состојби, едноставно не е препорачливо? Да, јас не би рекол дека има. Може да се каже, на пример, бебиња, не можете да ги ставите на директно да бидат на кето, затоа што самото мајчино млеко си има свој состав, меѓутоа и тие се природно во блага состојба на кетоза. Бебињата. Од кој аспект? Така функционира телото, бидејќи ги користат мастите, многу се осврнува нивното тело на масти и се фактички во блага состојба на кетоза. Иако има некои внесни аглехидрати, меѓутоа нивниот организам така е. Кога се на млеко само, така функционира. И фактички нема некој кај што би можел да речам не треба, не смееш да бидеш во кетоза, затоа што таа е многу поздрава него стандардната исхрана. Одлично. Еве, денеска ќе дадеме интересен оброк, предлог оброк. Вообичаено, чија пудингот е нешто што е веќе некако се поприсутно кај голем дел од луѓето, најчесто за појадок или за некаква ужина се користи чија пудингот. Со најразлични варијанти и најразлични намирници, но овој пат Дино ќе ни подготви кето чија пудинг. Што е разликата, Дино? Повели да ни презентираш и нашите камермани ќе доловат еве што се од намирници ни е потребно. Значи, разликата помеѓу стандардните чија пудинзи и кето чија пудингот е што тој, како и со секој оброк, стандарден и кето оброк, не содржи висока количина на јаглехидрати. Например, во чија пудинг може да стават банана. Една банана има 20 грама шекер. Дел од тој шекер е гликоза, дел од тој шекер е фруктоза, тоа е овошен шекер. Телото, значи самата фруктоза во организмот се искористува преку црниот дроб. Човечкото тело удобно може да разреши, да разложи 20 до 40 грама фруктоза дневно. Доколку внесеме повеќе од тоа, се случува таложење. Затоа многу луѓе имаат благо замастување на црниот дроб, а јадат многу овоше. Да. Затоа што мислиме дека овошето е здраво. Не е здраво, меѓутоа количината е нездрава. Треба балансирано. Да, ако изедеш 2 банани денеска, тоа се 40 грама шекер, од кои 20 од прилика, може би не е ова 100% точно, меѓутоа голем дел е фруктоза. Ако јадете чоколадо, тоа е содржи бел шекер 50%, тој бел шекер, белиот шекер што купуваме од продавница е 50% фруктоза. И на крај се собираат 5, 60, 70, 80 грама фруктоза плюс гликозата, шекерот во крвта е висок и луѓето почнуваат организмите да фактички им се успоруваат. И тоа го прават оброците. Меѓутоа луѓето не се свесни дека јадат на таков начин, бидејќи јадеме тоа што мислиме дека е здраво. Нели? Мислиме дека оризот, компирите, тестенините и така натаму дека тоа е здрава храна, меѓутоа јас не велам 100% тоа мора да се избегнува, меѓутоа количествата кои што ги внесуваме ни го качуваат нивото на шекерот. И сега со овој кето чија пудинг нема да ви се качи шекерот во крвта, нема да се покачи, нема да ве носи кон гомилање на масти, затоа што телото гомила масти највеќе кога има висок инсулин, а висок инсулин има највеќе заради тоа што јадеме многу јаглехидрати. Тие потекнуваат излачување. А инсулинот е главниот играч што создава масни ткива и што таложи сало. А тие масни ткива не доаѓаат само од мастите во исхраната, туку претежно доаѓаат од јаглехидратите. Се качува шекерот во крвта, телото не знае што да му прави, не може веќе да го искористи бидејќи се е полно и вели земам сега шекеров, морам да го претворам во масти. Бидејќи мастите може неограничено да ги склатира. Може човек да биде 200 кила и нема ограничување на тоа. Да. И затоа на тој начин настануваат вишок од килограми, фактички од јаглехидрати. Сега, доколку имаме висок инсулин преку јадење на јаглехидрати и јадеме и масти, инсулинот ќе ги претвара шекерите во масти, ама и ќе ги лепи мастите од исхраната што веќе ги има и ќе не дебеле. И ние мислиме мастите се лоши, кашкавалот е калоричен и тој дебеле. Не дебеле е кашкавалот, те дебеле е лепчето со него. Те дебеле е оризот, компирчето со него. И тој прави мастите од кашкавалот да се лепат. Доколку би јаделе, пример, кашкавал, месо, зелена салата, маслиново масло, нема да има процес на дебелење со тој оброк. А ако јадеме порција ориз, компири, тогаш има дебелење.
Добро. Интересни податоци се ова, да, всушност ова е една филозофија на живење која што треба во која што треба да се навлезе и да се свати која е суштината и понатака верувам дека лесно ќе се живее со кето исхрана. И човек сам тоа го искусува, што рековте преска за клиентите, кај сите клиенти, значи кои што навлегуваат во исхраната, секогаш резултатите се имам повеќе енергија, имам повеќе фокус, имам намалено ниво на стрес, бидејќи качениот шекер во крвта ни зголемува склоноста кон висок кортизол, да и тоа не прави постресни. Имам повеќе енергија, не се заморувам, побрзо ги завршувам работите, ми се чисти лицето, значи фантастични придобивки. Одлично. Ајде да им го презентираме овој оброк чија кето пудинг, кој што многу брзо се прави, повели. Значи многу едноставно за правење. Ние ќе употребиме 150 грама млеко. Може да биде тоа, ако сакате да е пример, има и постна варијанта, може да биде, да речеме, кокосово млеко, може да биде и кокосова вода. Зимаме една лажица чија, тоа се околу 15 до 20 грама чија семиња, една голема лажица протеин во прав, има варијанта, значи ние имаме протеин во прав од сурутка, пожелно, значи тој треба да е чист, да нема вкусови, да нема додатоци. Исто така има и варијанта протеин од ориз, тоа е значи веганска постна варијанта, кој како сака, да. И една лажица путер од кикирики. Сето тоа се става во блендер. Дали сакаш, извини, овие да ги исчистам од Може, ако сакате, да, во интерес на времето, добро. Само да ти продолжи да ни раскажеш како е процесот, ова ни е готовата варијанта, бидејќи чијата нели треба малку и да отстои. Да, мора да отстои точно. За да набаври, може да ни кажеш што се постигнува Дино откако чијата малку ќе отстои? И ќе набаври? Така е, може сето тоа да се стави во блендер да се изблендира и мора да постои некое време. Особено ако постои во фрижидер 2-3 часа, тогаш многу повеќе ќе се згусне. Идејата е, ние можеме да ставиме и повеќе чија семиња, може да ставиме и 50 грама, може и 70 грама, тогаш многу брзо ќе се згусне, меѓутоа ќе предизвика и подуеност, бидејќи чијата има многу растителни влакна, екстремно многу, и ќе предизвика подуеност. Значи сепак треба внимателно со чијата, да не се претирува. Да, нас чијата овдека ни треба заради своите способности на создавање на густа смеса што ги создава. Иначе сама по себе е многу здрава, меѓутоа 20 грама чија не би прават некое специјално здравје. Поентата со овој оброк е што самиот тој содржи околу 40-45 грама протеин, содржи 30 на грама масти и фактички тука имате еден добар кето оброк. И ова е многу мал оброк навидум, а ќе ве засити. Тоа многу добро ќе ве засити. Значи ова може да биде целосен појадок, така? Да. Значи баш е оброк кој што може да си го практикуваат, особено во нели за појадок, мада мислам дека и за вечера. Во било кое време, да, во било кое време. Многу знаат да си го направат. Секако. И сега може да се користат јагоди, може да се користат малини, и јагодите и малините имаат многу ниска содржина на шекер. Значи се скроз различни од другите овошја. Може да се блендира се заедно. Значи овој пат имаме оброк во кој што кето оброк во кој што сепак имаме јагле-хидрати? Да, има. Но како видиме колку е дозволено да се внесува, иако пожелно е воопшто да не се внесува? Да, пожелно што помалку, да. Јас на пример не велам мораш на нула јагле-хидратите, иако има и таков вид на исхрана кој што стварно дава фантастични бенефити, го нарекуваат карнивор. Тоа е месојадна исхрана каде што нула јагле-хидрати внесуваат луѓе, така со години живеат и имаат неверојатни бенефити. Тоа може би контроверзно за многу луѓе бидејќи нешто ново е, меѓутоа е реално и науката веќе го гледа и тоа постои. Никогаш и кето беше ново, па сега станува секојдневие за многу луѓе. Така што полека се менуваат работите и навиките кај луѓето. Да, и науката ги согледува тие моменти и почнува да ги објавува. Самиот путер од кикирики содржи јагле-хидрати. Значи, ние не велиме мораш ти на нула да ги сведеш, меѓутоа доколку надминеме во текот на еден ден 20, 30, 40 грама јагле-хидрати, веќе телото излегува од состојба на кетоза. И тоа е пак индивидуално. Некои луѓе можат и со 60 грама да бидат во кетоза, некои и со 20. Меѓутоа, важно е колку внесуваме количински. Еве сега овдека ако ставиме 1 грам бел шекер, оброкот ќе биде горе-доле во ред. Меѓутоа, ако изедете 1 грам бел шекер скроз на празен стомак, така на гладно, тогаш ќе ја наруши кетозата. Значи битно е како се формулира и како се комбинира. Во кои комбинации е така. Добро.
Што правиме сега, бидејќи некаде сме и пред крајот, ова Да. ни е измешаната Така, ова варијанта, може готовата. само да се стави во блендер, да се изблендира и се добива овој момент. Тоа е тоа. Со малините и со јагодите нешто ќе ги сецкаме, ќе ги декорираме или како ти е замислата? Може, значи Ајде. идејата е дека тие може да се стават внатре во смесата и да се изблендираат. Добро, Да, а може и да се искористи дел за внатре и дел за одозгора чисто како декорација. Добро. Да. Како ти беше тебе замислата, кажеме, Можеме- сакаш ќе блендираме? Да, ајде да изблендираме. Добро, еве ни го блендерот. Тогаш да ја ставиме целата смеса Да, со малините. да, само малце да не истуриме. Не е страшно и да се истори. Еве вака. Добро. Добро, тука е чијата. Добро. Ова е протеинот ориз јас искористив. Значи тоа е за да добиете постна варијанта. Меѓутоа со млекото не е постна варијанта, али реков може да се земе друго постно млеко. Добро. Имаме само уште 2 минутки само тоа Добро, да готово. нагласам. Се надевам дека ќе стигнеме, затоа што сепак е со блендер и е тоа брза варијанта. Да. И е брз оброк. Да. Јас сега бидејќи јас ќе го Може да ги конзумирам. сецнете тие, може да. нема да ги ставиме сите јагоди. Да. Неколку ќе ставиме во блендерот, а некои ќе ни бидат за декорација. Може така? Да, така е. Добро, исто и со малините. Така е. Ќе ставиме Делче. пола, можеби. Да. И Останатите ќе бидат од згора. и ние користиме за сладувач стевија. Добро. Да. Тоа е тоа, така? Да. Сега може да го изблендираме и потоа да го сервираме. Побели вино. Знаеш како функционира блендерот. Веројатно е доволно. Тоа е тоа, да. Добро. Сега ова треба да осои бидејќи ќе биде течно во старт. Добро, заради чијата, така? Да, За мора добие да осои за да пушти. малку густина, почне но да впива, да. сега во интерес на времето ние вака ќе го сервираме. Знаете како функционира чијата, така што Да. малку да отстои, Ете веќе она е густа, меѓутоа ако го оставите во фрижидер, ќе биде 2 часа да речеме, ќе се згусне, ќе биде прав пудинг. супер. Да. Прав, здрав пудинг. Точно. Еве вака мала декорација со јагоди, нешто што сега е достапно на пазарите, сега им е сезоната, така? Да. И добри се за кето, како што Одлични напомена се, и одлични ти, се. така Содржат што околу 4 грама шекер на 100 грама, така да човек и пример после оброк да изедете 200 грама јагоди нема да ова ќе го ставам да за биде овде да проблем. декорираме. Може така? Така е, супер. Да. Но еве во интерес на времето со овој кадар од нашиот чија кето пудинг, така ќе го заокружиме ова денешно гостување на Дино Николич во оброкот на денот. Дино, ти благодарам многу и покрај сите перипети оваа недела и сообраќаен метеж. Драго ми е што стигна Исто така. навреме тука во нашата утринска и што имавме можност еве за гледачите после подолг временски период повторно нели да те имаме во нашата кујна и за сите оние кои што се особено фанатици по кето исхраната, а ги има се повеќе, да им дадеме еве уште еден предлог за тоа што можат да внесат Така. малку поразлично во нивната секојдневна исхрана. Точно. И многу добро што ја нарекувате кето исхрана наместо кето диета, бидејќи Да. диета значи исхрана, меѓутоа добива конотација на нешто, Погрешна. некаква интервенција, Да, на нешто да. краткотрајно, а уствари е начин на исхрана, начин на живот. Начин на живење и на сведок сум и јас лично и многу други луѓе дека се поголем број на луѓе се одлучуваат за ваков тип на исхрана, што значи дека бенефитите веројатно по однос на здравјето се големи и оние кои што ќе ги почувствуваат, потоа не го менуваат начинот на кој што ќе се хранат. Најчесто Ти благодарам уште еднаш Дино за гостувањето. Благодарам што ме поканивте. Останете вие на Тилма, продолжува утринската со останатите содржини, секако траеме и денеска до 10 часот.